Добро вечер, драги мои. Јас сум Ангела, вие го следите најновото издание на забавната емисија Магазин Плюс на Канал Плюс. Се надевам дека и ова попладне се одморивте откако пристигнавте од работа. Веќе сте во своите топли домови и седите пред малите екрани за овие 30 на минути да се забавувате, одморите и релаксирате. Токму тоа и ви го ветувам за денес. Се што треба да направите е да си направите едно кафенце или пак шолја чајче, да останете пред малите екрани и да уживате заедно со мене. Одиме со джингл, а потоа ќе ги проследиме содржините наменети за денес. Доколку веќе си направивте шолја кафенце и седнавте пред малите екрани, имам една позитивна вест за вас. Кофеинот позитивно влијае врз вашиот живот и здравје. Па, време е за кафе. Што ако ви кажеме дека вашата на моменти здодевна зависност од кофеин може да ви донесе повеќе придобивки, отколку што некогаш сте верувале? Да, секојдневната доза кафе во утринските часови дава незаменлива енергија. Но како би реагирале ако ви кажеме дека таа исто така може и да ви го продолжи животот? Една неодамнешна студија, спроведена од страна на Универзитетот Стенфорд, ни открива дека кафето може да ни помогне да се бориме против хроничните процеси на воспаление, што се јавуваат подоцна во текот на животот. Со помош на крвна слика, направена на повеќе од 100 учесници во студијата, научниците успеале да најдат поврзаност помеѓу прераното старење, систематичното воспаление, кардиоваскуларните болести и пиењето кафе. Студијата ги нагласува хроничните процеси на воспаление, што најчесто ги доживуваат постарите луѓе и кои се активни предизвикувачи на кардиоваскуларните болести. Згора на се, овие процеси ги зголемуваат шансите за смрт. Дейвид Фурман, водечкиот автор на истражувањето, открива дека повеќе од 90% од болестите што не реагираат на лекови во староста се поврзани со хроничното воспаление. Па како нашиот омилен пијалок ни помага да се бориме? Отамна е познато дека кофеинот се поврзува со долговечноста. Многу студии ја покажале оваа врска. Но тоа што научниците со ова истражување откриле е причината за таа поврзаност. Изгледа дека механизмите што ги предизвикуваат воспаленијата се неактивни кај оние што редовно пијат пијалаци со кофеин, како кафето. Резултатите дошле како изненадување за научниците, што воопшто не ја не испитувале оваа поврзаност. Па ако сакате да живеете подолго, тогаш не се откажувајте од вашиот омилен кофеински пијалак. Оваа студија ни дава само уште една причина плюс зошто треба да продолжиме да уживаме во утринската шолја кафе. Индијките се жени кои што пленат со својата здрава, сјајна и долга коса. Тајната на ова не е во козметичките препарати. Станува збор за древна тајна, подготовка на масла од природни билки, а фамилиите во Индија имат и свои сопствени рецепти за тоа. Некои од маслата ви откриваме во продолжение. Дознајте ја древната тајна за здрава и сјајна коса. Доколку некогаш сте гледале индиски филм или серија, сигурно сте забележале дека косата на индијките е неверојатно сјајна, густа и цврста. Може би сте помислиле дека тоа се должи на нивните гени, но всушност се работи за древен ритуал што го применуваат најмалку еднаш неделно. Веќе илјадници години индијките користат масло за коса кое според традиционалната аюрведа содржи различни билки, а поединечни семејства имаат собствени рецепти и смеси што ги усовршиле во текот на годините. Билките се потопуваат во масло, понекогаш со денови, за да ги исушат нивните корисни состојки. Мајките и бабите ја приготвувале оваа смеса во големи казани, за да имаат за цела година.
Па кои билки ги содржи овој рецепт за коса од соништата? Повеќето рецепти содржат хибискус, амалаки, индиско грозје, ливчиња од алоe вера и брахми. Сите овие билки имаат состојки кои принесуваат за растот и негата на косата. Во ајурведата, сусамот и кокосовото масло традиционално се користат како основа на маслата за коса, но се верува дека и рицинусовото масло го спречува паѓањето на косата и го поттикнува незиното растење. На природните лекови понекогаш им е потребно повеќе време да делуваат, за разлика од хемиските раствори на кои сме навикнати, но резултатите од првите се подолготрајни и природни, што значи дека се добри за општото здравје. Па, на кој начин би требало да го користите маслото за коса и зошто тоа е корисно за вас? Доколку редовно нанесувате масло на косата, ќе го забрзате незиното растење, ќе се ослободите од првутот, ќе го намалите паѓањето на косата, ќе го спречите предвременото обелување на косата и ќе добиете сјајна и цврста коса. Не само што овие третмани ќе одржат косата здрава, туку и масажата на главата, што ќе ја правите при нанесувањето на маслото, ќе ви ги ублажи болките доколку имате проблеми со главоболки, мигрени, несоница и стрес. Ритуалот треба да се одвива на следниот начин. Малку го загревате маслото за да биде млако и го нанесувате пред да ја миете косата. Сувата коса ќе му дозволи на маслото подлабоко да навлезе, а кога косата е мокра, коренот на влакното отекува и поради тоа не може убаво да го впие маслото. Прво, масирајте го скалпот за да го поттикнете растењето на косата и да им овозможите на корисните состојки да навлезат во коренот на влакното. Сите знаеме дека ако го подобрите здравјето на скалпот, ќе го подобрите и квалитетот на косата. Потоа, треба да го нанесувате маслото од коренот кон кареевите, на прамените низ целата коса. Оставете го маслото на вашата коса од 30 до 60 на минути пред да го измиете со шампон. Со оглед на тоа што маслото создава заштитен слој, колку подолго го оставате, толку подобри резултати ќе добиете. Можете да употребите и мала количина на масло, откако ќе измиете косата, за да ја зачувате влажноста, убаво да ги расплеткате суканиците и да ја дадете здрав сјај. Сите што ја бојдисуваат косата, користат пегла, сите русокоси, црвенокоси, девојки со права или со виткана коса, можат да извлечат корист од овој третман со масло. Овој ритуал нека стане дел од вашето секојдневие. Немате што да изгубите. Можете само да добиете сјајна и здрава коса, каква што од секогаш сте посакувале. Пријатноста на работниот простор во кој што поминуваме неколку часови дневно влијае врз продуктивноста на работата. Затоа, многу е важно како ќе го уредите својот работен простор, при што најважно е да се чувствувате задоволни таму и истиот да биде функционален. Неколку совети за негово уредување во прилагот. Бидете поуспешни. Како да ја зголемите продуктивноста користејќи го работниот простор? Како се чувствувате кога ќе ја погледнете вашата канцеларија? Мотивирани, подготвени да се соочите со предизвиците на денот или без желба за живот? Ако вашиот работен простор ве нерасположува, науката претпоставува дека токму тоа е причината за недостатокот на продуктивноста. Новите истражувања покажуваат дека од бојата на декорот до позицијата на компјутерот се влијае на вашата брзина, спремност и работно задоволство. Ако сметате дека време е за промена, тогаш оваа се 8 совети кои ќе ви помогнат да ја вратите вашата продуктивност. Заменете ладната светлина со топла. Не си замислувате, вистина е дека белата светлина ви ја цеди продуктивноста. Плюс тоа докажано е дека ладните светла го намалуваат степенот на подготвеност. Едно истражување открива дека луѓето кои се изложени на топла, природна светлина се повеќе подготвени и полесно се сконцентрираат на тешките задачи на крајот од денот за разлика од оние кои биле изложени на ладна. Ако немате пристап до природна светлина, тогаш наградете го просторот и инвестирајте во шик работна лампа. Декорирајте го просторот според боите. Сите знаеме дека боите кои ги носиме за интервју може да го променат начинот на кој ве перципираат, но истото е кога се работи за канцеларијата. Истражувањата предлагаат да го декорирате просторот со зелени акценти, кои поттикнуваат креативност, и сини кои имплицираат на лојаност и доверба.
Ако по природа сте несредени, тогаш стилизирајте го просторот во целосно бели тонови. Тоа ќе ве натера да бидете организирани и да ги држите работите под контрола. Направете дигитална чистка. Ако голем дел од времето го поминувате цвирејќи се во екран, тогаш уредувањето на просторот треба да вклучува и дигитална фаза. Мејловите се огромен извор на трошење енергија. Едно истражување покажало дека луѓето трошат до 28% од нивната работна недела, средувајќи мејлови. За да ја вратите вашата контрола назад, одредете барем еднаш во неделата да правите дигитални чистки. Организирајте го влезното сандаче и отстраните ги непотребните фајлови од десктопот. Прилагодете го столчето. Едноставното прилагодување на висината на столот може да има големо влијание врз вашиот работен ден. Поставете го така што вашето природно гледиште е на околу 5 см од врвот од компјутерскиот екран. Осигурете се дека раците ви се доволно далечени од екранот за да избегнете заморување на очите и поставете ја тастатурата така што раците ви се свиткани под прав агол за да избегнете заморување на зглобовите. Исто така постои едноставен начин да избегнете умор од екранот. Персонализирајте го просторот. Ако ви фалат лични предмети во работниот простор, науката тврди дека и тоа може да ви пречи додека работите. Едно истражување открива дека луѓето кои биле изложени на слики кои потекнуваат среќни чувства биле дури до 12% попродуктивни отколку оние во стерилна средина. Направете музичка плейлиста. Клучот до брзото завршување на тежок работен проект може да биде многу поденоставен отколку што мислите. Универзитетот во Мајами открива дека работниците кои слушале музика биле побрзи и дури имале покреативни идеи. Сепак, критичен е типот на музиката. За најдобри резултати, создадете музичка плейлиста со брзо темпо и без текст. Создадете временски лимит. Пишувањето на темална листа на обрвски е одличен начин продуктивно да го започнете денот. Но не запирайте на тоа. Одете чекор понатаму, така што листата ќе ја составите врз основа на приоритетот на задачите и создадете временски лимит за исполнување на секоја задача. Самиот временски лимит ќе ви дозволи да го испланирате денот и ќе си создадете нови цели кон кои ќе се стремите. А можеби тоа е токму тоа што ви е потребно кога работите не функционираат како што треба. Оживејте го просторот. Со самото тоа што ќе додадете растенија во просторот, ќе ја зголемите продуктивноста за 15%. Кога станува збор за изборот на вазна или саксија, бидете модерни и минималисти. Одличен избор е безбојна стаклена цилиндрична вазна или клот бела керамичка саксија. Мразливоста е константна појава кај голем број луѓе. Тоа е еден феномен кој што никој не може да го опише. Токму затоа постојат и смешни и интересни факти за овој феномен, а за нив дознаваме во продолжение. Луди и смешни факти во врска со мрзливоста. Да се биде мрзлив е потребно многу напор. Тоа е како зависност од која не можете да се откажете. Но ако ја согледувате оваа карактеристика од научен аспект, ова во основна е мит. Значи, совршената научна дефиниција гласи дека мрзливоста е објаснување на човечкото однесување кое е практично бескорисно, каде што има недостиг на интерес, дисциплина, изобилува со емоционална потршка и самоефикасност. Да се биде мрзлив од една страна е забавно, но секако тоа треба да има и своји граници, затоа што преголемата мрзливост може да биде сериозен проблем. Во продолжение погледнете некои луди и смешни факти во врска со овој феномен. Луѓето чија што околина не е средена, лесно може да ги пронедат потребните предмети за кратко време. Ако некој друг им ја организира собата или воопшто нивната околина, тие не може да го пронедат онаа што го бараат, без нечија помош. Ако има настан за доделување награди за мрзливост, мрзливите луѓе ќе испратат некој да ја подигне нивната. Мрзливоста е мајка на сите лоши навики, но сепак, таа е мајка, па неа мора да ја почитувате. Мрзливоста значи да не учите преку целиот ден. Мрзливоста значи да не учите преку целиот ден и да ја чувствувате вината. Но сепак да не направите ништо за да го промените тоа. Ако ви падне нешто, а не можете да го достигнете, најверојатно и не ви треба. Мрзливите луѓе остваруваат повеќе ако нивната мрзливост им дозволува да го најдат најлесниот начин за да ги завршат работите. Мрзливите луѓе всушност и не се мрзливи, туку тие само ја штедат својата енергија. Никош не ги читате условите при зачленување на некоја страница, туку едноставно одбирате. Се согласувам и ги прифаќам. Средувањето на креветот е бескорисно. Зошто секојдневно да го правите тоа, кога секоја вечер повторно ќе го растурите?
Повторно ќе го растурате. Ако истурите вода, не грижете се. Таа ќе се исуши како и да е. Ако доснете, тогаш воопшто и не одите. Во текот на денот си зборувате дека е подобро да учите ноќта кога сте поактивни, а кога ќе дојде ноќта велите дека треба да учите наутро кога сте свежи. Истражувањата велат дека мрзливоста е само природна карактеристика на тинеџерите. Таа не е лоша навика. Премногу сте мрзливи да ја држите чашата, па пиете со долга цевка. Ако некој ве праша дали слушате, вие ќе кажете не. Мрзливоста е навика за одмарање пред да се уморите. Премногу сте мрзливи за да го запишете рецептот кој го кажуваат на телевизија, па сметате дека е подобро да го снимате. Сакате да пишете некому, но ве мрзи, подлучувате да му се јавите. Утре е најдоброто време да ги извршите работите кои сте ги планирале за денес. Фрлате различни предмети за да го изгасите светлото. Домакин е на величествениот Тадж Махал. Земја со богата култура, традиција, историја, неверојатни градби, храна, луѓе, земја со посебен шмек. Станува збор за Индија, а културите и традициите на оваа единствена и неверојатна земја ги слушаме во прилогот. Индија е една од најубавите земји во светот. Сместена во Јужна Азија, оваа неверојатна земја е родно место на најстарата цивилизација. Најстарите човечки остатоци се најдени токму во Индија, а датираат од пред 30.000 години. Оваа земја е и дом на величествениот Тадж Махал, мазволеот на Мумтаз Махал, која била жена на царот Шах Џахан. Индија е земја со богата историја, која би заинтригирала секого и разновидна култура и шарана со неверојатни и прастари обичаи, кои ден денес се почитуваат. Како таква, Индија е секојдневно посетувана од милиони луѓе кои доаѓаат од целиот свет, за да се опијат барем малку од неверојатниот шмек на оваа неверојатна земја. Ако се уште размислувате зошто да ја посетите Индија, еве причини кои сигурно ќе ве убедат во тоа. Разновидната култура. Индија нуди единствен бранд на разновидна култура. Подпирајќи се на повеќе од 5000 години постоење, оваа земја е лулка на цивилизацијата. Од времето на махараџите, царевите, па се до денес, оваа земја е испреплетена со воодушевувачка историја, која ја красат културите на 4 главни религии кои опстојуваат таму. Хиндуизам, будизам, џаинизам и сикизам. Индија е дом на повеќе јазично и мултиетничко општество, кое ќе ве одведе на патување кое не се опишува со зборови. Единствениот вкус на храната. Дефинитивно едно од најуникатните доживувања во Индија е единствениот вкус на храната. Почнувајќи од пребогата муглајска кујна на северот, слатките кои се топат во уста на истокот, наапот и ротисот на западот, и конечно доаѓајќи до зачинетиот вкус на југот, индиската храна ќе направи да се чувствувате постојано гладни за повеќе. Полн стомак и исполнета душа. Ќе посакате да останете таму за секогаш. Шарените материјали. Шаренилото на Индија ќе го видите и почувствувате каде и да се свртите додека шетате по улиците на оваа прекрасна земја. Најубавите материјали и најуникатните дезини никого не оставаат рамнодушен, па од секого можат да направат зависник од купување. Бидете подготвени да се вратите со 2-3 торби повеќе, бидејќи комбинацијата од индиските бои и индиските цени е неверојатно привлечна. Гостопримството. Топли и мили, луѓето во Индија ќе ви покажат целосно друга страна на гостопримството кое го знаете. Секогаш има место за уште еден човек во автобусот. Секогаш ќе се најде уште еден кревет во и така малата колиба и секогаш ќе има да се одвои малку храна за гостинот дури и кога не го барате тоа од нив. Секогаш подготвени да ви помогнат и секогаш со отворени врати, дури ако сте налетале на семејна прослава. Топлината и љубезноста на индијците и силните прегратки на малите деца ќе ви го стоплат срцето и ќе ви го разубават денот како што ништо друго не може да го направи тоа. Животот во Индија. Под индиското небо се е можно. Фестивали, знаменитости, сафари, романтика и авантура сплотени во едно, додека го правите секој следен чекор низ оваа фасцинантна земја. Поинакво од се што ви е познато досега и надалеку позабавно од што и да имате друго на ум.
Индија ќе ги исполни сите ваши очекувања и повеќе од тоа. Ќе ве однесе на патување кое се доживува само еднаш во животот и ќе ги оствари сите ваши соништа, дури и оние кои не сте знаеле дека ги имате. Градовите и селата. Улиците на Индија ќе ви понудат уникатно искуство и поглед на индискиот народ и култура. Преку 100 населените градови, хаосот по улиците по кои се движат од луѓе до велосипеди, автомобили и секако слонови и крави, вкусните деликатеси и украси кои се продаваат на секаде околу вас. Сето ова е дел од едно неверојатно доживување додека се губите низ звуците и мирисот на индиските градови. Хаосот и буката на Индија се токму тие кои ќе ве привлечат и освојат со својот единствен шарм. Плажите и планините. Она што ја комплетира целата слика на Индија се прекрасните плажи и планинските прибежишта. Гледајте го зајди сонцето на југот или брцнете ги нозете во Хималајската река, која е толку ладна што ќе ви дојде да вриснете. Се на се, индиската топографија ќе ви го одземе с дивот. Спиритуалноста. Двете најраспространети религии во Индија се хиндуизмот и будизмот. Сакале или не, Индија ќе ве поздрави со единственото намасте. Поздравот со споени дланки и поклонување. И ќе ве натера да се поврзете со она во кое верувате длабоко во себе. Индијците се големи верници и почитувачи на обичаите. Па бидете подготвени на секој чекор да се сретнете со изведување на некој ритуал, кој ќе го збогати вашето искуство и ќе ве научи нешто повеќе за Индија и индискиот народ. Модернизмот наспроти старомодноста. Иако каде и да погледнете, обичаите и културата на Индија се оние кои ќе ве освојат, вашиот престој може да биде и повеќе од задоволителен. Доколку не сте заинтересирани за единственото искуство кое ќе го добиете со преспивањето кај некое индиско семејство, секогаш можете да се сместите во некој од модерните хотели и престојувалишта, како интересните и шарени одморалишта извајани на модерно индиски начин. Технологијата не е далеку од Индија, па пристапот до телефони и интернет е овозможен секаде освен во одредени мали села. Во поглед на превозот, секогаш може да се качите во автобус, такси или да изнајмите кола и шофер кој ќе ве однесат каде и да посакате, и сето тоа по доста поволни цени. Убавината на градовите и знаменитостите. Шармот на Индија е единствен по својата природа. Селата, градовите, патиштата, знаменитостите, природните богатства и единствената култура се сите дел од едно неверојатно искуство кое ќе го носите со себе секогаш. Па кога сте веќе таму, не пропуштајте да ги посетите. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешново дружење во Магазин Плюс. Се надевам дека времето го искористивте квалитетно пред малите екрани и дека не зажаливте за времето кое го поминавте токму таму, во вашите топли домови. Доколку уживавте и доколку успеавте да научите нешто корисно. Следните нови содржини ги најавуваме за утре. Се гледаме утре, четврток во 17 часот на Канал Плюс. Имајте убава и пријатна вечер. Пријатно!